Джиновските висококатници спроти Холидеин се закануваат да и пресудат на визијата за Скопје како велосипедски и одржлив град. Активистите предупредуваат дека спорниот детален урбанистички план креира низа нелогичности за севкупното движење во тој дел. Се остава само една улица, со што се создава непробивна, приватна и небезбедна зона во срцето на Скопје. И наместо да се стимулира пешачење и возење велосипед, добиваме затворен простор. Освен што не е усогласен со генералниот план, деталниот урбанистички план за просторот спроти Холидеин има и други мани. Според граѓанското здружение на Точак, тој е небезбеден и автоцентричен, па затоа е потребно да се повлече и да се преработи. Воспротивно, паѓаат во вода заложбите за Скопје како велосипедски град, како зелен град, како метропола со квалитетен јавен простор. Ана Ѓоргиева е дел од неформалното здружение за урбан велосипедизам на Точак. За некој што добро го познава скопскиот асфалт, вели дека пред нас е решение и план кои што не ги штитат јавниот интерес и корисниците на просторот. Ке се добие површина со само еден јавен пристап, за разлика од плоштад Македонија, кој има десетина. Ваквото решение може би одговара за некоја периферија на град, индустријска зона, но дефинитивно не за централно градско подрачје. Според планот се гледа дека воопшто не е мислено на пешаците, велосипедистите, луѓето кои што ќе доаѓаат наваму со јавен превоз, бидејќи е оставен само еден единствен пристап до тој внатрешен плоштад, кој што се дели заедно со колите. Задача на планот е да го заштити јавниот интерес, односно да обезбеди пристапност до јавниот простор. Активистите предупредуваат дека со решението движењето на пешаците се насочува околу, а не низ блокот, што е недозволиво за центар на град. Буквално се е сведено на еден пешачки, кој што истовремено е и автомобилски влез. Не достига добро дефинирана велосипедска мрежа, ниту се водело сметка за интегрирање на урбанистичкото планирање со јавниот превоз. И кеот на Вардар не е добро поврзан, па се прекинуваат логичните комуникацијски врски. Таа локација, како централно градско јадро, мора да биде на тој начин направена да се движат низ него сите. Значи сите. Моментално, колку да е запуштено, не да се движат секакви луѓе. Пешаци, велосипедисти, дури коли што паркираат, таму има и населба. Што е да се прави таму? Значи таа како централна градска локација, низ која што ќе поминуваат БРТ, автобуски линии, блиску до железничката станица, блиску до центарот, блиску до ГТЦ, блиску до се околу, кај што има густо населени места, кај што има висока фреквенција на движење на луѓе, мора биде планирано на тој начин да има многу пролази за пешаци, за велосипедисти и се останато. Граѓанските активисти преку дописи до градоначалниците Богдановиќ и Шилегов и до министерот за транспорт Бочварски побараа да се стопира планот за да се заштити јавниот интерес. Велат, сега е моментот да се демонстрираат декларативните заложби за зелен, отпорен и велосипедски град, бидејќи ни е потребен отворен и демократски, а не забарикадиран, небезбеден и неинклузивен простор спротивен на одржливиот развој. Вака сега кога што е планот, стимулира доаѓање до тука со автомобил и заокружување на целиот тој блок, бидејќи не се обезбедени никакви продори со регулациони линии или линии на пасажи. Ова е оставено на планерите да го обезбедат, но планот мора да го гарантира и да го заштити. Бидејќи тоа се три различни парцели кои што може да создадат некои нелогични пешачки врски. Моментално има само еден влез кој што ќе се дели со коли, а се друго е оставено на самиот изведувач да процени дали треба да се направи. Сега бидејќи знаеме дека тоа ќе биде комерцијален објект главно, тој може да стави таму рампи, може да одлучи сам дали ќе поминуваат и да имаме повторно еден голем блок како рамстор, низ кој што не може да транзитираат луѓето низ него. Таа спорна локација од сите страни има пречки, очигледно дека тие што сакаат да направат си тераат свој инет. Дали ќе послушаат на крај тие што треба, се надеваме. До сега не покажаа некој голем слух, но се надеваме дека со време ќе послушаат тоа што го бараат граѓаните и корисниците на просторот моментално, а не тие што сакаат да направат нешто таму да изградат. Градските власти на опфатот меѓу улиците Васил Аджиларски и Мирче Ацев, булеварот Кочо Рацин и Вардар, односно локацијата спроти Холидеин, можат да докажат дека се способни да носат одлуки во јавен интерес. Но, имајќи ги предвид начинот на кој што се продаде земјиштето и постапките кои водеа до издавањето на градежната дозвола, станува јасно дека заложбите за одржлив град ќе останат само на хартија.